Тргнувањето на детето во градинка представува првото одвојување од семејството, од родителите на подолго време. Денес ова е нашата тема во приказна. Во најголем број случаи децата реагираат бурно кога ќе дојдат во градинка. Манифестираат протест изразен преку плачење и тага поради раздвојувањето од родителите. Стравото од одвојувањето доминира, а чувството на напуштеност ги преплавува нивните емоции. Еве што успеавме да истражиме. Детската градинка е многу важна за децата. За нив тоа е подготовка за училиште. Центарот за ран детски развој, односно градинката, се труди да обезбеди целокупен развој на секој од децата при холистички пристап. Моторниот развој кој што го обезбедува Центарот за ран детски развој преку работата на воспитувачите има за можност да ги воведе децата во одржување на рамнотежа, правилно држање на телото, односно постура, координација во движење на горните и долните екстремитети при изведување на одредено сложено движење. Од друга страна, му дава можност на детето да креира свесност за сопственото дело во однос на обкружувањето, да даде адаптивен моторен одговор кој ќе се најде пред одредена препрека, да знае дали треба да заобиколи, да прескокне или под неа да се провлече, да застане и кога се движи другарче во спротивен правец, за во него да не удри. Работиме во делот на развој на фината моторика преку подобрување на манипулативната спретност. Работиме и на развој на јазикот преку обезбедување на правилна артикулација и дискриминација на гласови, не на начин на кој што тоа го прават колегите логопеди, меѓутоа преку спонтана комуникација со групата врсници, со воспитувачите или поширокото обкружување. Просечната посетеност во градинка во Европската Унија е 93%, а се цели кон 95%. Целта им е сите деца на возраст од 3 до 6 години да добијат предучилишно образование, затоа што тоа е многу важен дел од образовниот систем. Воспитувачите мора да поседуваат компетенции во прилог на добро познавање на развојните тикови, особено од моментот на раѓањето па се до 6-та година од возраста на децата. Овие компетенции им даваат за можност иницијално да направат соодветни планирања за возраста на дечиња со која што работат. Основен метод кој што го користиме е апсолутно играта, со тоа што ниту еден воспитувач не заборава дека детскиот мозок помни во движење и затоа најчесто нашите игри се низ движење, дали се тоа моторни игри, дали е тоа некоја танцова активност, апсолутно. Играта, танцот се дел од процесот на учење. Сега, оно што исто така го имаме секој пат на ум е да поставиме концепт на активност која што е соодветна за возраста на детето, за возраста на децата со кои што работиме, од причина што доколку поставиме барање на кој што децата не можат соодветно да одговорат заради развојната неподготвеност, децата ќе се откажат. Ако задачата која што ќе ми ја дадеме е преедноставна, децата апсолутно нема да бидат мотивирани во истата да се вклучат. При тргнувањето на детето во градинка, родителите добиваат партнери во воспитувањето на своите деца. Тука воопшто не се намалува нивната одговорност и улога на родители. Туку напротив, ситуацијата бара повеќе ангажман околу подготовката на детето да живее во група со одредени правила и норми на однесување. Исто така, многу често воспитувачите ги советуваат родителите во рамки на претходна подготовка на детето за поаѓање во градинка да детето еден период го поминува времето во градинка, не во просториите во градинка, затоа што генерално нашите регулативи побаруваат детето да е запишено во градинка за да може во неа да престојува, од друга страна треба да има и уредна медицинска белешка дека е здраво, белешка која што издава матичниот лекар, но затоа пак може во одреден период на денот кога во дворот на градинката нема деца, да дојде во дворот со своите родители, да ги искористи реквизитите кои што градинките ги поседуваат, во своите дворови, да мине време во тој простор
и на тој начин тој простор за детето станува повеќе познат и е помалку травматско искуство. Сега, исто така една од корисните алатки кои што може да се користат е да се дозволи на одредено детенце во период на адаптација да ја понесе со себе омилената играчка од домот, затоа што тоа на детето му креира дополнително чувство на сигурност. Успешната адаптација секогаш зависи од степенот на соработка на воспитниот кадар, но и родителите. Ние родителите многу често велиме родителите го доверуваат најголемото богатство на еден воспитувач, а тоа се нашите деца. Со самата оваа теза покажува големината и улогата и тежината на еден воспитувач. Еден воспитувач пред се треба да има многу љубов, треба многу да ги сака децата, да си ја сака професијата, да си ја сака работата. Оттаму веќе произлегуваат и останатите карактеристики за еден воспитувач кои што треба да ги поседува, а тоа е да биде трпелив, да биде посветен, да биде креативен. Со самото реализирање секојдневно на воспитно-образовните активности кои што се спроведуваат во градинката, воспитувачот поставувајќи ги стандардите за време на активностите и опфаќајќи ги од сите аспекти реализирањето на активноста, еден воспитувач многу темелно може да го следи развојот на едно дете, поаѓајќи од моментот за развојот на говорот, на моториката, на неговото внимание, концентрација, дали детето е вешто во некој дел повеќе или помалку, и при играта во група, тимска игра, колективна игра, во следи целиот социоемоционален развој кај детето, социјализацијата кај детето, така да со сите тие тековни секојдневни активности од сите аспекти и според возраста поставените стандарди при реализација на активноста, воспитувачот буквално ја прави она целосна обсервација на детето кој што е потребно да ја има за себе, но доколку се соочи со некоја промена кај детето, обврска на воспитувачот навремено да го запознае родителот, паралелно да ги запознае и стручните работници во градинката за да може да му се помогне. Има многу корисни алатки кои што ние од позиција на воспитувачи ги користиме. Една од основните е секој пат да се иницира средба со родителите пред да отпочне иницијалниот период на адаптација. Во рамки на средбата, воспитувачот секој пат бара информација од родителите кои што се поврзани со одредени навики на детето, навики во делот на исхраната, навики во делот на заспивањето, одредени навики кои што се поврзани со можеби културно-хигиенските навики во домот ги нема, како сето тоа родителите го регулираат, исто така прашува многу често за омилената играчка, начинот на кој што детето игра, можеби омилената песна на детето, омилениот начин на кој што детето игра, дали почесто игра со возрастни или деца. Значи тоа е генерално многу значено во процесот на адаптација. Во тој контекст, неопходно е меѓусебно да ги разберат разликите во воспитниот пристап кон детето, кои можат да се надополнуваат меѓу себе. Родителите се експерти за своето дете, а практичарите нудат професионално искуство во областа на раниот детски развој и учење. Клучот за успешност се наоѓа во секојдневна, постојана и отворена комуникација, исполнета со меѓусебна доверба, од која најголема корист добиваат децата. Семејството е првата социјална средина на секое дете. Родителска одговорност е секој родител да се грижи за развојот на сопственото дете. Апсолутно родителски одговорно е и да се побера помош и поддршка кога родителот проценува дека истата му е потребна и неопходна. Градинката како втора социјална средина на детето е многу значајна во животот на детето. И оттаму, затоа што градинката е продолжена рака на родителите и семејството, таа соработка е повеќе од нужна. Воспитувањето на детето на предучилишна возраст бара од родителите и воспитувачите да изградат однос базиран на меѓусебна доверба, заемно почитување и партнерство. Со својот престој родителот може да му помогне на своето дете да стекне доверба во воспитувачот и сигурност во себе, а при доаѓањето во градинка да не се чувствува отфрлено,
туку да биде дел од еден поинаков начин на живот во кој родителот е најважен, а воспитувачот е само негов помошник и соработник. Ние соработуваме со родителите на секојдневно ниво, затоа што ги примаме децата во градинка, иако таа средба е генерално краткоутрајна заради профилот на работни задачи и генерално вкупниот број на деца во групите. Споделувањето на информации во тој краток рок генерално е од информативен карактер. Значи, интернет технологиите ги користиме секако, особено кога треба повеќе информации да споделиме со родителите, или можеби кога е неопходно родителите да достават одреден извештај или одредена документација за сопственото дете, за да го скратиме рокот на кој што е потребен за одредена документација да се проследи натаму до останатите служби. Исто така, родителскиот состанок е нешто што е задолжително и обврзувачко за секој од нас. Како воспитувачи го свекуваме секој септември. Истиот почнува со тоа што ги информираме родителите за развојните очекувања за тековната година. Адаптацијата ќе биде полесна доколку детските социјални искуства бидат богати и разновидни пред доаѓањето во детската градинка. Полесно ќе се приспособи детето кое имало позитивни емоционални доживувања, кое поседува чувство на сигурност како резултат на поволна семејна ситуација и дете кон кое во периодот на својата најрана социјализација воспитно правилно се постапувало. Многу полесно кон условите во детската градинка ќе се адаптираат деца кои потекнуваат од повеќечлено семејство, или пак деца кои што почесто го менувале својот семеен простор. Приспособувањето на детето зависи од неговата возраст, која е поврзана со степенот на емоционална приврзаност со мајката. Здравите деца, кои што се во солидна телесна и физичка кондиција, полесно се адаптираат во новата средина, како и одредени конститутивни, односно наследни фактори. Периодот на почнување на градинката се чини дека е еднакво тежок и за родителите, но многу повеќе за детето, затоа што доаѓа до една нова ситуација на одвојување практично од семејството. Како овој период да не биде тежок? Да, тоа е една нова ситуација во циклусот на детето, во животниот пат на детето, бидејќи во денешното брзо живење и денешната динамика која што имаме, на еден начин е неизбежна, бидејќи нема каде да бидат згрижени на друго место, освен во градинките, кои што на еден начин се баш тоа. Затоа, по мене е многу значајно да децата кои што влегуваат во тој процес на згрижување во градинка, се адаптираат на начин на кој што ќе припаѓаат од аспект на активно вклучување во адаптацијата. Што би дошло тоа? На еден начин детето само да избере што ќе носи пред се во градинка, значи да го има моментот на избор, што ќе во какво шишенце ќе му биде водата, кое сокче ќе го носи тој ден, можеби која мини ужинка ќе се носи со себе, за да на еден начин има таа припадност. Знаете како за возрастните, моментот на адаптација во големи фирми преку акции, па припаѓале или припаѓаат со одреден дел кој што го имаат како придонес, така и децата вродено мораат да го имаат тоа чувство, тоест го имаат тоа чувство на припадност, сега како ние го стимулираме. Можеби тоа е клучниот момент, како го стимулираме, бидејќи, знаете, креативната адаптација или самата адаптација, јас бидејќи работам гешталт психотерапија, работам на креативна адаптација, но само по себе адаптацијата е неопходна во самиот личносен код на човекот, нели? Скровиштата, во смисла просториите каде што живееме ги модифицираме према теркот на живењето, према текот на времето и со самото тоа ние се адаптираме. Истото и баш тој голем одцеп од една средина каде што детето е комплетно згрижено, каде што фокусот и вниманието на родителите е целосно насочен кон тоа битие, кон детенцето, до одцепот каде што влегува во една поголема група која што од перспектива на детето
може да биде и глутница, знаете, бидејќи друго е кога светат 20 главчиња, друго е кога свети едно главче дома под два рефлектори. Во таа насока, колку е во социјалниот момент, колку дружењето со други дечиња може да биде од корист? Неопходен е и најзначаен, но знаете, тој момент се појавува како витален момент тек од втората година од развој. Во првата година детето нема перцепција за другиот свет, освен поврзаноста, атачментот што е со една особа, која што е најчесто мајката или ако се однесе во јасли да биде тоа воспитувачката. Но од втората година веќе е многу значаен тој момент и таму го има моментот дури на правила, бидејќи колку и да се премали децата од 2 години, некои правила надвиснуваат на нив од аспект на ние си правиме своји правила покрај правилата кои што ги има на нас. Колку емоциите се тука значајни, затоа што еве го споминавте моментот на одвојување од родителите, обично најчесто е од мајката. Како тоа емоционално одвојување се случува кај детето? Знаете, секој одвојување, особено од мајката кој што е емотивен објект на приврзување, потсетува на голема сепарација, која што е неопходно да се појави таа сепарација и таа на еден начин сепарациона анксиозност, кога зборувам за сепарациона анксиозност, не мислам на дијагноза, туку мислам на барем тој период додека се случува подвојувањето. Бидејќи знаете се одвојува од нешто што ми дава комплетна сигурност, комплетна поддршка, комплетна емоционална безбедност, бидејќи тоа е најзначајно во раните години, да биде од сите страни згрижено со секоја порака што ќе ја испрати детето. Така што сигурно се појавува некоја кај детето нелагодност, непријатност, се јавува можеби немир, се додека не најде нешто што е опипливо, што му дава подлога и сигурност. Споминавте дека има разлика помеѓу првата година и втората година. Која како возраст е некако најидеална за да детето оди во градинка? Секако дека сите ние често пати правиме избори врз основа на тоа што ни се случува, но сепак од аспект на детето, кога е најпогодно детето да почне со градинка? Знаете, во развојниот дел повеќето од психолозите кои што работиме со деца се повикуваме на Пиаже и на Виготски, тие се истакнати психолози кои што ги поставиле тие развојни стадиуми. По тоа теоретско знаење на еден начин, а и по мене, четврта година од возраста е најсоодветна да се почне во градинка, но ако е неопходно и втора година. И јас на некој начин би инсистирал да не биде само прва година, бидејќи тоаш мора да се развијат комплетно емоциите таму каде што се формираат и таму каде што се зачнуваат, односно со мајката и со целиот сапорт што е на мајката, во смисла целата поддршка што е на мајката од аспект на таткото и надворешниот систем кој да е вклучен во тој надворешен систем. А од втората година веќе се појава чувството на другост, од аспект на знам дека има и нешто околу мене. Така што во таа година се учат правила кои што најчесто доаѓаат од таткото, кои што ги кажува првите не, кои што се многу битни, бидејќи знаете во втората година е баш оној момент се што лета се јаде. Така да за детето е вообичаено и во нималку страшно да чепне и таму кај што не треба да чепне во штекер, да јаде зеленило, бидејќи не постои забрана, а забраната мора да дојде од некое друго лице кое што не е мајката, бидејќи мајката дава бидејќи ја дава емотивната поддршка, која ќе каже не е многу поблаго само по себе, архетипски нас не е така во смисла во генот на еден начин. Затоа го нагласувам, го акцентирам дека таткото е клучен во тој дел. Така што веќе во третата година се јавува егоцентричниот дел, дека јас детето се врти околу него светот, мора да му бидат да си ги бара само потребите, бидејќи во таа возрастна година е значен моментот да кажува што повеќе јас. Од аспект на тоа дека со самото тоа што се повикува на себе, значи знае да бара. И во таа возраст е сосема окей она што го викаат народски да има его. Не станува збор за его, станува збор за егоцентричност, ама многу е значено да се појави. Сега колку инсистира, тука е проблематичноста
за родителите и колку може тоа да се угуши, така да доколку детето или децата се во градинка во тој период, најверојатно ќе имаат поголеми шанси и поголема можност да го надминат тоа егоцентрично јас и да го ублажат, но тука постои ризик фактор дека нема да им биде задоволено ради што се во група. Има ли разлика помеѓу деца кои што се сами, кои што или е прво дете дома, адаптирањето на градинката и дечиња кои што се братче, сестриче, па некако полесно се адаптираат затоа што имаат еден друг социјален момент? Дали кај ваквите случаи има разлика? Веројатно има, бидејќи спарингот во смисла братчето и сестричето кое што го гледа во градинка, да не мора да е во иста група, дава некој момент на сигурност дека ете чим е тој или таа тука е повозрасна од мене, значи и јас сум безбеден и значи не ме казнуваат. Тоа е можеби момент кој што сигурно се појавува во некој момент кај детето. Знаете, од аспект на чим ме пратија во градинка, значи јас сум казнет ради што па може би да дојде и до момент дека мама и тато не ме сакаат, па затоа ме одвојуваат од нив. Колку и детето да сваќа дека мама и тато се на работа, дека имаат нивни обврски, дека нема кај да ме остават, се појавува тој загрозен дел, бидејќи не може само да екзистира. Детето и му треба, ако не апсолутна, туку целосна заштита и подкрепа. Би сакала да го споменеме оној дел со плачење пред вратата на градинката. Може би е тоа реален страв, внатрешно доживување, како што споменавте, казна, дека детето се одвојува, но може би е и малку манипулација на родителот за да укажа дека не сака да биде детето веќе во градинка. Да, секако родителите се тестирани, ако не во секој момент, многу пати. Така што понекогаш имаат простор и време да ја разберат таа манипулација и да ја препознаат, понекогаш немаат време. Но како и да е значење да се инсистира до некаде. Дека е неопходно детето да биде во градинка, бидејќи нема каде да биде, но мора да постои некој вакуум простор каде што детето го има моментот на прифаќање. Знаете, бидејќи со самото тоа што не постои кај детето нити рационализација, нити апстрактно мислење, нити критичко мислење, мора да има период и простор за да ја прифати првично промената, па се друго. И тој момент на плачење пред врата е познат за родителите, знам и предпоставувам дека им е смачен, но мора да биде ради што тоа е плакнење на детето и тоа е една припрема за она што ме чека. Ради што не знам како поинаку да го искажам, нити пак знам како поинаку да го прилагодам и прифатам. Колку е важна релацијата помеѓу родителите и воспитувачот за триаголникот родители-дете и воспитувачи да биде успешна? Знаете, веројатно е значење кога детето има потежок пат на адаптација, тоа е и неопходна. Тоа би го нарекол дури и соработка, бидејќи, знаете, неопходни се понекогаш тактики и сценарио кој како да се постави према детето. Во глобала, по мене, воспитувачот мора да си го задржи професионалниот аспект, од типот на да има некоја граница, би рекол, измеѓу него и родителот, но кога се работи за случаеви каде што има одстапки или потешки прилагодувања или неприфаќање од страна на детето, неопходна е соработката. Дали полесно се прилагодуваат на училиштето по тоа како следна епизода во животот дечињата кои што биле во градинка или дечињата кои што не биле во градинка? Зависно од искуството. Какво било искуството во градинка и каква била адаптацијата во градинка. Знаете, бидејќи имам искуство со деца кои што сум разговарал, промената од градинка во школа да не ја сваќаат никако посебно, туку како level up, што викаме. Како само еден премин во нова средина, ама и како премин од прво во второ, што е во школа, во училиште, така и градинката. Дека е
ново место, но само промена на локација за нив да значи. Тоа е така ради што е имало адаптацијата претходно во градинка. А од друга страна, ако имаат искуство каде што било непријатно или каде што било нагли пресек, многу е потешка адаптацијата во школа, се додека не свати дека чекај сега овде веќе јас имам некои поинакви прави одговорности. It's really established now by science that those ages between 0 and 3, and then 3 and 5, are when children do the most development, including the most brain development. And it's also where we learn about socialization. And so that's why it's really important that the sooner we can get children into schools and into preschools, doing socialization, doing some basic exercises, it's the most beneficial for them. That's when their brains are growing the most, but it's also when their bodies are growing, when they're becoming aware of other people, other children, and to make the most out of that development, it's good to get them. We've got the studies that prove getting them into preschool is a really good thing. This is a bit of a tricky question because it can't just be about numbers. Of course, it's good to not have too many children per teachers. But even when we do have the right ratios, it's really important that we have teachers that feel supported, that have been given good training, that are able to be engaged with children. So while I don't think there's a magic number, we should look at the bigger picture in terms of the needs of children. Are the needs of children fulfilled? In some classrooms, you might have children that need more attention than others. And then most importantly, that those teachers or the childcare workers, they are supported, happy, trained. I did want to mention, and this is very important, that in this country, I think we still see, or it's still seen that childcare is almost like a babysitting service, and it's not. And this is why we need to have trained teachers, because they are then able to give their skills to help the children learn. And only 41% of children in this country attend preschool. So that's more than half that don't attend. And that's what worries me a lot, especially when the first question, which is, does that help you later on in life? Apart from our parents, these are the people that we see the most and that inspire us, that help us with activities, that introduce us to other children, that organise activities where we learn and that we grow from that. They are important because for the amount of time that the children are spending in the centres, the only other people besides parents are the teachers who see, is the child growing properly, physically and mentally? Is the child doing well socially? So this is why they are important and why we should invest a lot in the whole system. I think there are many things that we can do. One of the things is, as parents, grandparents, uncles and aunts, we should get excited about for kids going to school. It doesn't always need to be a traumatic experience, those first weeks, where we see a lot on TV and in shows, and I think that parents themselves have experienced. At first, children are a little bit nervous because they don't know, but really honestly, as adults, we're sometimes a bit nervous about new environments. It's just that as an adult, we learn how to cope. So children haven't yet learned how to cope. Playing with children, engaging them, and I think a lot of the educational activities that we have are done through play. And that's why we need the trained teachers that know which games and which play encourage which skills and which learnings. So everybody needs to be on the same page. Everybody needs to be giving consistent messages to children. Parents should be encouraging children at home. And if there are problems, teachers and parents need to be discussing them. But it's not always about the problems. If there are achievements, it's really great that that is brought back into the home. So it is extremely important that children experience a stable environment, bringing home, school and home together so that we don't have inconsistencies. And for that, especially in a society like Macedonia, grandparents are important as well, not just parents, uncles, aunts, the whole extended family.
But parents are the primary caregivers of the kids, and they need to know what's happening at school, and you can't just give the responsibilities to you're the teacher, that's your job, because they say it takes a village, and it really does. Вклучувањето на децата од рана возраст кон условите во детските градинки е прашање кое предизвикува многобројни дилеми кај сите учесници. Кои се дилемите, истражуваме денес во приказна. Тргнувањето во градинка е многу важен настан. Овој премин од еден во друг животен период е дел од нормалниот развоен пат на детето. Многу деца и родители ова го доживуваат како предизвик исполнет со радост и возбуда, но и со страв, вознемиреност, дилеми. Министерството за труд и социјална политика, еден од основните приоритети е зголемување на капацитетот и опфатот на децата од преучилишно образование. Токму поради тоа, изминатиот период интензивно се инвестира во градење на нови детски градинки, отварање на истите, доградба и надградба на постоечките и модернизација. Во моментот во нашата држава имаме вкупно 81 јавна детска градинка, со кои што располагаме со вкупно 333 објекти, од кои 210 објекти се во урбана средина од нашата држава, а 123 објекти ни се во рурална средина. Други форми кои што ги нудиме се и приватните градинки. Во моментот во нашата градинка, во нашата држава имаме 31 приватна детска градинка кои што располагаат со 38 објекти. Како министерство, целта на министерството е на секој едно дете да му се пружи, да му се овозможи пристап до предучилишното образование. Изминатиот период се отвараат и центри за ран детски развој, кои што е една од формите кои што ги нудиме за згрижување и опфат на децата. Центрите работат со скратена форма и опфатот на деца е на возраст од 3 до 6 години. Се со цел децата од најрана возраст да влезат во воспитно образовниот процес и да бидат подготвени за тргнување во основно училиште. Посетувањето градинка како предучилишна активност е многу важно за детскиот развој. Бројни истражувања го нагласуваат овој факт. Целосно се согласувам. Токму од таквите истражувања и од такви податоци Министерството за труд и социјална политика врши инвестирање во детските градинки, значи со масовно градење на нови градинки и отварање на нови градинки, да биде секој едно дете опфатено. А дека вредноста на инвестирање во децата, како велиме, инвестирањето во децата е инвестирање во нашата држава. Тоа се нашата иднина, децата се нашата иднина и токму се согласувам со моментот дека инвестирањето во најмалите е инвестирање во иднината на нашата држава. Бројот на групите во детските градинки е во согласност со Законот за заштита на деца. Една возрастна група, значи со оглед на возраста на детето, од најмала возраст до 12 месеци треба да бидат до 6 дечиња. Тргнувањето на детето во градинка е првото одвојување од семејството од родителите на подолго време. Најчесто првата средба на детето со лица кои се непознати за него представува травматична ситуација и за родителите и за детето. Исполнета со страв од одвојување од родителите и напори детето да се адаптира на новата средина во детската градинка. Периодот на адаптирање на детето кон условите во детската градинка е генерално тежок и за децата и за родителите. Единствен протокол за адаптација на децата во градинка не постои, затоа што не постои единствено време кое што на секое дете му е потребно да се адаптира, а да е исто за сите деца. Оттаму, значи, сосем очекувано е дека не постои некој унифициран протокол за адаптација на децата во градинка, затоа што на крајот од денот секое дете има своји навики, доаѓа од специфични, односно различни семејни услови, било различно стимулирано во рамки на семејството. На крајот од денот можеби во различни услови влегувало или не влегувало претходно во интеракција во рамки на пошироката семејна или општествена средина. Вклучувањето на децата од рана возраст кон условите во детските градинки е прашање кое предизвикува многубројни дилеми кај сите учесници. Многу често во педагогијата велиме дека оној триаголник родител, дете, воспитувач е неминовен и е многу потребен. Да,
така и треба да биде, затоа што тој триаголник всушност ја прави довербата, искреноста, искрената комуникација. Кога ќе се воспостави во една пријатна соработка, тогаш успехот е неминовен. Тука би сакала да додадам за воспитувачите и уште една друга карактеристика која што работата во градинка на воспитувачот не е индивидуална работа. Работата на воспитувачот во детската градинка е тимска работа. Секогаш треба да работи со својот тим, треба да работи со тимот на воспитувачи, да соработува со стручните работници, со стручните соработници, со негователите. Затоа што, како што напомена во групите, секогаш составот е од воспитувач и неговател. Така да таа тимска работа мора да биде неминовна. И многу често велиме, успешната работа е одлика на успешноста на градинката. Родителите се неодлучни од една страна која возраст е најбезболна по однос на болното одвојување, а воспитувачите пак како да го организираат приемот на новите деца без тешкоти и стресни ситуации. Раната возраст се карактеризира со висок степен на емоционална приврзаност кон мајката. Токму овој факт доведува до проблемот кој се нарекува адаптацијска криза во првата година на развојот на детето. Во повеќето случаи децата реагираат бурно кога ќе дојдат во градинка, манифестираат протест изразен преку плачење и тага поради раздвојување со родителите. Стравот од одвојување доминира, а чувството на напуштеност ги преплавува нивните емоции. Овие манифестации може да бидат долги и бурни, што предизвикува колебливост кај родителите кои често се премислуваат во својата намера да го остават детето во градинка. Овие ситуации може да предизвикаат дури и влошување на здравствената состојба кај децата, што го оневозможува процесот на адаптација во градинката. Процесот на адаптација е потежок и неуспешен кај децата поради неколку фактори: големиот број на деца во групите, отвореноста на градинката за соработка со родителите, просторната ограниченост за престој на родителот во процесот на адаптација на своето дете. Мислам дека треба да направиме разлика меѓу адаптирано и неадаптирано дете во градинка, меѓутоа како фактор на таа разлика, како фактор на адаптација да не го гледаме единствено детскиот плач или манифестираната негативна емоција на детето при прием во градинка. Затоа што на крајот од денот за нас воспитувачите успешна адаптација на едно дете во градинка е весело дете во градинка, дете со позитивни емоции во градинка, дете кое што активно, значи, и по своја волја и личен интерес учествува, значи, во активностите со сите останати другарчиња во рамки на групата. Многу е важно тргнувањето на детето во градинка да не се планира во период кога во семејството се случуваат други промени. Промена на место на живење, раѓање на друго дете, развод на родителите и слично. Покрај ова, во периодот на адаптација на градинка не треба да се воведуваат и други дополнителни промени во животот на детето, како одвикнување од цуцла, шише, пелени. Најстарата градинка во Македонија е отворена на 6 февруари 1945 година под името Први стапки во првиот скопски реон општина Идадија. Во неа пред цели 78 години работеле две жени домакинки, храната ја подготвувало едно лице, имало еден чувар и две хигиеничарки. Отворањето на установата го означува и почетокот на организираното предучилишно воспитание во Македонија. Ова е најстарата градинка, започната во далечната 1945 година, како градинка која почнала да ги згрижува децата на оние мајки кои почнале да работат и започнала скромно со 10 деца и со две учителки кои што со голем ентузијазам ја работеле својата работа, посветено, со голема љубов кон децата и постепено почнувале да растат. Отворена е на 6 февруари 1945 година во општина Идадија и со името Први стапки, кое што денеска овој објект во Карпаш 3 го носи името Први стапки. Потоа во 1946 година е применувана по народниот херој Орце Николов и од тогаш па наваму сме со тоа име. Моето лично искуство во градинката Орце Николов е од самите почетоци, од кога заврши факултет, значи првото вработување ми беше во Орце Николов и веќе 30 години сум во оваа институција и да ви кажам огромна чест и задоволство да работиш во најстарата градинка, меѓу кои, да не звучам нескромно, па можеби и една од меѓу најдобрите. Градинката со тек на времето еволуирала, тоест се развивала. Видливи се многу промени.
Секако дека нели има големи промени од самите почетоци. Може би инфраструктурно е најмногу, затоа што сме веќе расширени во повеќе објекти. Гравитираме во 3 населби, во Карпош 1, во Карпош 2, во Карпош 3, во Карпош 4. Секогаш гледам условите на децата за престој да ги направиме најдобри што може и секогаш вложуваме што може повеќе, затоа што секогаш нели може повеќе и подобро. И секако дека и во однос на персоналот се повеќе се нашите вработени се сега сите со високо образовани личности, со стручно усовршување за воспитувачи, имаме стручни соработници и работници како педагог, психолог, доктор, медицинска сестра и сите они останати ликовни, музички, педагог, по физичко. Како најбитна работа е љубовта кон децата. Вработените, нели, кога ќе одлучат некој да работи, да сака да работи во градинка, прво и основно мислам дека треба да има љубов кон децата, да бидат големи креативци, творци на нешто што нели е најинтересно за децата, посветеност кон децата, да се создаде богата стимулативна средина во која што децата ќе играт, ќе учат, ќе се забавуваат, ќе се дружат. И мислам дека кога ќе се вложи се тоа, дека и успехот е неминуван. Соработката со родителите исто така е од круцијално значење за правилен развој на децата. Соработката со родителите е навистина на едно многу високо ниво, затоа што тие се активно вклучени во сите активности со децата. Имаме отворени денови во кои што е посветено баш на она творечка игра со децата, и тогаш родителите се чувствуваат убаво затоа што едноставно се враќаат во детството. А децата се пресрегни затоа што нивните нели родители, тато, мама се тука, па дури соработката е проширивме со бабите и дедовците. Подготвуваме, нели имаме еднаш годишно ден со бабите и дедовците, кога подготвуваат пети, колачи и така, и е тоа прекрасно искуство. Следниот период ќе го отвориме новиот објект, тоа е доградба со 4 занимални, со кои што капацитетот на децата се зголемува за 100 деца, што значи ќе немаме листи за чекање, сите деца ќе бидат згрижени. Жителите на Карпош, како една од најурбаните општини, се комотни во тој поглед. Германскиот изум на педагогот Фридрих Вилхелм Август Фребел по средината на 19. век представува права револуција. Во време на индустриската револуција 1840 година, педагогот Фребел во Франденбург ја формира општата германска детска градинка, односно првата градинка во светот. Фребел сметал дека децата најдобро учат преку своето природно однесување, играта. Првата детска градинка во светот Фребел морал да ја затвори поради недостиг на пари, но не се откажал од идејата и патувал, држал предавања и ги образувал професионалните воспитувачи. Воспитувањето на детето на предучилишна возраст бара од родителите и воспитувачите да изградат однос базиран на меѓусебна доверба, заемно почитување и партнерство. Денес се обидовме да донесеме корисни поуки во оваа приказна. Довидување до следната.